Ресурси, земјоделство и кохезија е последниот 6-ти кластер од пристапните преговори со ЕУ што денеска го отвори Албанија со амбиција да стана членка до крајот на деценијата. Отворањето се случува за време на данското претседателство со Советот на ЕУ, оттаму и министерката за европски прашања на Данска. По одржувањето на 7-та меѓувладина конференција рече дека ова ја покажува посветеноста на земјата кон понатамошно напредување на својот пат кон членство во ЕУ. The first cluster was opened in September only last year, and in a little more than a year, all clusters have been opened, including 2 during the Danish presidency. This is record speed. This milestone serves as a recognition of Albania's hard work towards your European future. Еврокомесарката Марта Коспак посочи дека денешниот ден не е посебен само за Албанија, туку и за Европската Унија, бидејќи покажуваат и понудата на ЕУ дава резултати. Albania's success is the result of the authorities of Albania working with civil society and other stakeholders in implementation of important EU reforms. And it is the result of Albanian citizens asking for change and supporting these changes. Кос нагласи дека отворањето на сите кластери во преговорите е голем успех, но вистинската награда е нивното затворање, зашто треба да продолжат реформите поврзани со правосудството, борбата против корупцијата, имотните и малцинските права и слободата на медиумите, што како што рече не е лесно за ниту една земја кандидат. Албанскиот премиер Еди Рама пак рече дека нема да зборува со флоскули и формални зборови, туку едноставно се заблагодари и потсети на тешкиот пат што е изоден за да се стигне до денешниот ден. Рама рече и дека во Брисел ништо не треба да се зема здраво за готово, дури никога ви се насмевнуваат затоа што насмевката може да исчезне за миг. It was something that seemed impossible, and we were at the point to get used to pushbacks and to punches in our stomach. But I believe that all that journey made us stronger, made us more conscious about the big deal of this process, and made us more mature. And here we are today, in front of what was still a dream, only a bit more than a year ago. Албанија доби статус на кандидат за членство во 2014 година и требаше да ги почне преговорите во пакет со Македонија, но процесите подоцна беа одвоени поради блокадата на Бугарија. Официјалните пристапни преговори ги почнаа во 2022 година со одржувањето на првата меѓувладина конференција. Првиот кластер од преговорите го отворија во октомври лани, што значи дека се отворени сите за нешто повеќе од една година.